Историска посета која праќа порака дека членките на НАТО се подготвени да ја примат Северна Македонија како 30-та земја членка на Алијансата. Вака првиот човек на оваа војно-политичка организација, Јенс Столтенберг, го опиша денешниот состанок на Северноатлантскиот совет со Комитетот за интеграција на земјава во Алијансата, на кој се дискутирало за процесот на интегрирање на земјава во НАТО. First of all, I think it is important to commend North Macedonia for the reforms you have already implemented. That's the reason why 29 NATO allies actually agreed to sign the accession protocol. And these reforms, they are about your defense and security institutions, making sure that you have institutions within, when it comes to, for instance, intelligence, but also defense and security, that are reliable, that work, and that can operate together with defense and security and also intelligence institutions in the other NATO allied countries. Столтенберг сепак додаде дека земјава треба да ја одржи динамиката на спроведување на реформите и дека НАТО ги цени овие напори. Истакна дека Алијансата очекува да се зголемуваат и средствата за одбраната и оти буџетот за оваа сфера ќе достигне до најавеното ниво од 2% од бруто домашниот производ. Столтенберг нагласи дека откако сојузниците ќе го ратификуваат протоколот, Северна Македонија ќе стане 30-та земја членка на НАТО и дека по пристапувањето земјата со својот глас ќе учествува во носењето на одлуки за НАТО. Throughout NATO's history, our open door policy has been a success, strengthening our alliance and contributing to Euro-Atlantic security. You will soon be part of that success. I look forward to the day when North Macedonia becomes a full member of NATO. Во однос на тоа докаде е процесот на ратификација на протоколот, премиерот Зоран Заев истакна дека се прави со забрзано темпо и дека најверојатно до крајот на октомври тоа ќе го направат останатите 16 земји. За тоа дали е можно Турција да биде пречка, тој со одговор. Турција е еден од нашите најголеми пријатели. Нивните очекувања се дека кога ќе завршат сите политички изборни процеси, знаете дека има повторено гласање во Истанбул, после тоа ќе отпочнат процедурата, имаше дори официјална изјава од потпредседател на владата на пријателска република Турција дека секако тие продолжуваат со поддршките на нашата земја и веројатно во најбрз можен рок ќе го направат и делот на ратификацијата на протоколот. Инаку ова е прва посета на највисокото политичко тело на НАТО во земјава. Во текот на месецот се очекува и министерката за одбрана Радмила Шекеринска да присуствува на уште еден состанок на министри за одбрана во Алијансата.